Алтернативните патеки до средноводно беа опција која ја користеа повеќемина, и тоа во друштво на нивните неуморни миленици за кои имаше и посебен третман. Светлечки алки во случаја кога го изгубат својот собственик. Осветли го Скопје како иницијатива од јавен карактер се одржува и по неколку пати во текот на годината, со цел да се ужива во ноќната панорама на Скопје во секоја доба од годината. Бенефитот од прошетката под месечева светлина е будење на адреналинот, незаборавни моменти во друштво на вашите блиски пријатели, но и отворени видици за нови пријателства, забава и дружење. Во исто време и да се биде општествено одговорен за отпадоците кои може да се сретнат по патеката. 5 километри долгата патека до Милениумскиот крст наводно, доколку сте кондиционо добро подготвени, може да ја испешачите за час и половина до 2. Скопје ја има уникатната можност и гордост да се пофали со блиска планина до урбаната џунгла, што тоа е реткост со големите европски и светски метрополи. Па оттаму и затоа Осветли го Скопје ја користи таа реткост да ја разбуди свеста за рекреативно пешачење. Пристигнувањето на врвот наводно беше пречекано со музички диџеј сет од Тони Зен. По околу 40-50 минути. Од каде се качуваше? Од доле, од школата, да. Од државна болница. Да, со моите две другарчиња имавме поинаква малку иницијатива, така да дојдовме со велосипеди навака. Меѓутоа, нашите другарки дојдоа пеш некаде околу девојки, час и половина рекреативно лабаво. Како е подобро со велосипед да се скачува водно или пешки? Па мислам дека тоа е желба на тој што се решил да го подвек. Мене повеќе ми представува задоволство велосипедот, меѓутоа знам и пешки нели да се качам до врвот. Од кога го преместија крстот позади водно, саат време. Па тргнавме ние од средноводно, пошто имавме обврски некој. Па не знам за колку, 50 на минути, од прилика, полека онака. Да. А од доле кога биделе би стигнале за 1 час. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were staring. Кажи ми како ти се допаѓа оваа иницијатива Осветли го Скопје? Па мене многу ми се допаѓаат вакви настани за искачување, вака планинарење. Топ. Супер, нека продолжи така. Одлично е, треба се повеќе да ги има, штета што вуку ретко ги има, а интересот се гледа дека е огромен, така да што повеќе иницијативи. Одлично, само поблиску крстот е. Многу е далеко. Keep your head down while you wait. You wanna keep yourself alive. Put a single eyeball at the gate. They drag your head right up the drive. Yeah. You better leave no clues, tell them what the hell you want. You know it's only later soon before the truth starts hitting home.
Па супер е, кога има ние доаѓаме. Ова е втор пат ние што доаѓаме. Лани бевме исто. Супер си поминавме, оваа година гледам поорганизирано е. Има диџеј, има повеќе луѓе, да. Им треба време да се качат, да. Има дружења, да. Често доаѓате на Водно? Да, прв пат овака навечер. Па во лето да, постојано. Одиме вака друштво, си скачуваме, уживаме вака. 2 пати, некогаш и 3 пати во неделата. Ако имаме обврски еднаш, нормално. Зависи до обврските, да. Може и 3 пати, може и 2 пати, може и еднаш, неделно зависи до времето. Све зависи. Ноќното искачување на Водно е нешто посебно и нешто што треба лично да се доживее. Кренатите палци за сите учесници во оваа иницијатива е дополнителен стимул за организаторите за следните епизоди на Осветли го Скопје да биде помасовен. Осветли го Скопје е иницијатива која што гледаме дека наидува на голема поддршка од оние кои што рекреативно го искачуваат Водно. Ајде да те вратиме неколку години можеби наназад, кога беше првото искачување на Водно под слоганот Осветли го Скопје? Првото искачување беше пред точно 5 години, но не е споредливо. Оваа година веќе е премногу голема масовност, имаме многу посетители, веќе и организацијата е многу посериозна, така да мислам дека за овој настан ќе се зборува цела недела после настанот. Што е целта? Што сакаме да постигнеме со ова искачување на Водно? Целта е да ги натераме луѓето да се рекреативно да бидат физички активни и пред све да испратиме една силна порака, да ги охрабриме, односно да како општествена иницијатива да ги натераме да го собираат отпадокот од патеката. Односно, за среќа не налетавме на отпадок, но премногу ми е драго затоа што еве последен си искачив од сите, позади немаше оставено ниту едно ѓубриво. Сега е само еден ден, значи само една вечер се искачуваме на Водно, можеби постојат иницијативи да трае повеќе дена ова, можеби и да кампуваме тука на Водно. Имаме и такви идеја, се надеваме дека до година ќе реализираме и некои од тие идеи. Гледаме многу луѓе, меѓутоа и животни си најдоа свое место тука на овој настан. Даваме поддршка за сите миленици да бидат дел од Осветли го Скопје? Да, како што гледат, имаме многу миленичиња околу нас, сите куќенца се осветлени исто со светлосналка околу вратот. Атмосферата е прекрасна, има дружба, луѓе гледате сами да можете да видите колку се задоволни. We can dance, everybody look at your hands. We can dance. Последен си искачи, кој е твоето време? За колку време си искачи? 2 часа и 10 минути. Да. Првата група се качи некаде за саат и 20 на минута. Ние 1 час скоро подоцна. Се надевам дека ќе има уште многу иницијативи, можеби нешто во скоро да најавиме што е наследно од Осветли го Скопје и кога би било од прилика, еве? Треба да биде наредниот месец, исто на полна месечина, но крајната приказка нема да ја откриеме, ќе ја чуваме за тогаш. Ноќното искачување на Водно со светилка во рака го завршуваме тука. Овој поглед може да се доживее само од оваа надморска височина и во оваа доба од денот. До следната иницијатива Осветли го Скопје. Наполнете ги светилките, кондиционо подготвувајте се и бидете на готовс за летно ноќно искачување на Водно. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can dance, everything's out of control.